Благодарам. Сега вака да се разбере. Поставивте прашања што тоа се работи што треба некаде на друго место да ги упатите. Значи, треба да ги прашате некои прашања, некаде некои институции да ви одговорат што и како. Сега поставив неколку прашања, вие не ми одговоривте. Зошто се закасна изградбата на автопатот Штип Младиновци? Зошто се закасна изградбата на патот Штип Кочани? Зошто се стопира тогаш изградбата на патот Штип Струмица, кој беше тендериран, направен, проектиран, обезбедени средства, дојдовте за да го пуштите ви? Зошто се стопира и се касни изградбата на болницата во Штип? Зошто го ај тие се стопирани проекти? Ако не ова година, до година ќе бидат. Значи, зошто се стопира проектот за аеродромот во Штип? Немаш право да остане. Значи, зошто се стопира? Сега да ви кажам, бидејќи многу кажавме ова вечер, да оставиме простор на останатите колеги. Вака сега да ви кажам. Имаше поплави. Имаше снегови. Имаше ветрови. Во изменатиот период и сега се случува. Сонце многу. Суши. Имаше загаден воздух. Како велевте вие? Кога ќе дојдеме ние на власт, во Берово се сеќавате таму, кажувате дека загаден воздухот и кога ќе дојдете вие ќе го изчистите, ќе го решите проблемот. Ветувавте 500 евра просечна плата. Сега да им кажам на граѓаните што е 500 евра просечен личен доход. Сега вака, вие взимате, да речеме, 200 евра, јас взимам 800 евра. И заедно ние двајцата имаме просечен личен доход од 500 евра. Како се може да бидам јас 800, вие 200? Исто сме јас и вие. Така им викавте на луѓето. Значи, вие викавте, кога ќе дојдеме ние на власт, од утре секи биде мет и млеко. Ке се реши целиот проблем во државата. Се сеќавате на поплавата, кога се покачи нивото на Охридско езеро. Груевски е крив. Вомора Допоман е крив. Сонце имало, летото многу имаше температури жешки, пак Вомора Допоман е крив. Сега, за поплавите, кој е крив и шо е крив? Дали некој ги изчистил каналите, не ги изчистил? Многу вода дојде. Пукна браната во Пишица. И таму ја направив. Значи, во Пишица се направи нешто што било градено многу одамна и тоа се реши. Значи, има врска. Вие дојдовте на власт со зборови кои им ветувавте на граѓаните. Јас верував дека вие ќе добиете 500 евра плата. Викам, ако обично од граѓање зема 500, јас ќе земам сигурно или 500 на овие 1000 што ги земам сега. Уште подобро за мене. Фамилијата ќе ми зема поголема плата, пензиите ќе бидат поголеми. Знаете дека се помали пензиите? Знаете ЕВП-ка, една пензионерка некни на Свети Климент на празникот. Шо не кажа? Ми е срам да цитирам. 200 денари ми зема, вик. Знаете што значат тие 200 денари? Да ви кажам сега 200 денари. 400 кила јаболка, вика, може да си купам со 200 денари. Тоа ми направи ова влада. Со 200 денари што ми ги скрати ова, јас можам да си купам 400 килограми јаболка и да си јадам цело зима. Само јаболка да си јадам. Знаете тоа? Знаете колку можеше да си купи таа и јадење? Можеше многу повеќе со тие пари да купи леп. Ами со тоа им се намали, затоа што ја качите цената на левот. Се им се намали таа ситуација. Ама важно, радите фузна такса нема, се реши проблемот, не плаќат луѓето 190 денари, ама им скративте 200 денари од пензијата, и ако се рачуна тука секој месец, по другиот месец, третиот месец, и на крај, а јас имам информација дека по 500 денари се крати, и по 500 денари, 20 пензионери, 1000 денари, 12 месеци, 12 дарки. 12 дарки, знаете колку е тоа? Па за едни пензионери дрвата си купува. Прашите ги ќе видите. Ова ви го зборувам многу реално. Имаме проблем од тој аспект. Луѓето очекуваат да имаме чист воздух. Колешката ќе се задушише тука. Не можеше да издржи, си замина. Не можам, вика, да дишам повеќе. Разбирате ли? И сега тука е проблем. Значи, вие Скопје ветувавте со маски, трчавте таму, Шилегов одеше. Остои тука што не достои на комисијата за кога беше за јавната расправа. Едниот заспа, другиот си играше играчки и на крај си замина. Луѓе, не е фер. Значи, не е фер. Дури не удостоивте да разговараме. Шилегов си заминал тука. Преска министр за финансии, тој си заминал. Чекаме, еден министр не оди на работа. Не знам што правите вие сега, работите ли вие, не ли работите? И сакам, јас очекувам патот да ми се направи тамо кај нас. Кога? За патот, за тротоарот во Корорман, никој пат нема да ви текне, не знаете ни дека постои таа цела работа. Ама ние знаеме, одевме со луѓето, договаравме и многу работи сработивме. И затоа имаме право и обврска да бараме во таа работа. Не си.
Да оставиме настрана и политика. Имаме работи што треба заеднички да ги направиме. Јас кажав, проектите што се почнати од ВМРО ДПМН ги задоцнивте многу. Тоа е зошто? Прво, неодговорност на раководниот кадар на владата. Искрено да бидам. Зборат тројца министри вика не одат на работа. Може би заради тоа. Касно одат на работа. Некои спијат, некои се шетат, не знам. Значи имаме проблем. Значи имаме нереализирани проекти. Значи, јас имам информација дека повеќе министри се, значи, дека тројца министри не оделе на работа. Кои си, што се не знам? Тројца министри. Сега, како ние ќе направиме проекти во државата кога министерот не оде на работа? Сега, тука е на работа. Значи, треба да сватите на работа. Јас сум загрижен за Штип. Прашам, зошто ми ги закаснавте проектите? Јас бев тој што го ставав камен темел со господинот Никола Мициски за клиничката болница и беше проектирано дека треба да се направи на време. Зошто ве молам ми го стопирате проектот? Зошто се стопира целата работа? Тројца луѓе се вртат тамо по болницата и работат. Зошто се стопира целата работа? 2 години се касни изградбата на автопатот. Знаете што значи до сега 2 години да беше, која функција ќе беше натаму? Зошто ми го стопиравте проектот за изградба и за донација на млади брачни парови за изградба на куќи тука во близината на Штип? Знаете што значи тоа? Колку проекти се сопрени? Патиштата се сопрени, се е блокирано. И друго, сакам чист воздух. Влада, сте решите го проблемот. Не критикувавте. Сакам 500 евра плата, просечен личен доход. Сакам 500 евра просечен личен доход да ми дадете. Обезбедете го финансија, нека си напри тука финанси. Значи, вие треба во тој дел помогнете ми за здравството да го решите. Напрете, ние сме обезбедели колку сме обезбедели, а од тука сакам да биде поубаво. Дајте им плата. Јас се борам и за моите доктори во Штип. Ме замоли да ве прашам кога платат од 100.000 денари тие конечно тоа што ми ветивте дека ќе ме дадете. Луѓето барат. Како ја што да им кажам сега? Ти си пратеник си од Штип си там, оди кажи им на луѓето што треба да направат. Јас викам луѓе, во моментов кога бевме ние направивме до тука. Од тука натаму мораме да кажеме диме. Ако не постои таква ситуација, знаете што ќе се случи? Не можеме во исти кош да се ставаме. Кога зборува за гасификација во Штип, мислев дека некој дали е свесен што зборува, дали сонува. До портите на Штип е дојдена. Сега затоа што втора, трета фаза не се прави, тоа е веќе способноста на некој друг што спие во владата. Ако не спие во владата министрите, ние ќе имавме веќе друг проблем. Проблем е затоа што луѓето не се сериозни. Не се сериозни. Значи, јас барам од вас, ве замолувам, ќе има многу проекти. Вие ни дадовте еден проект, пак ако ние не го кажевме, немаше ни да и текне. Зборуваме за загадувањето. Јас им благодарам, значи јавно, почитувани граѓани на Република Македонија, им благодарам на владата, им благодарам на господинот Диме Велковски затоа што гласаше и даде поддршка за пречистувачите кои ние ги предложивме и до сега студентите можат да дишат веќе од наредната фаза, да има пречистувачи каде што ќе можат да дишат чист воздух. И така треба да биде, и така треба да работиме за интересот на граѓаните. И ве молам, кога има такви некои проекти, треба да се помогне на граѓаните. И ве молам, немојте да ни ги стопирате нашите проекти кои почнати пред 2 години. Благодарам.